Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Драги гледачи, добро утро и ово утро срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Ова е христијанска емисија која се имитува секој ден од понеделник до петок. Денеска сме понеделник 24. јануари. Сонцето на овие простори кај нас изгреа во 6 часот и 51 минута, ке зајде во 16 часот и 38 минути. Веќе денеска е 24, значи го трошиме и 24 ден од ова нова календарска година. Што се однесува до температурата, утрово, рано наутро беше -7, па потоа почна да се крева малку температурата во Кавадарци, сега моментално е, кога влеговме во студио, -4. Така да во целата наша земја имавме ниски температури. Еве гледам овде на картата на Македонија, во западните делови утрово беше во текот на ноќта -15 до -9 ќе биде во крајно западните делови на Македонија. На југо-запад, што се вели, ќе биде -10 до -2 некаде во Охридскиот регион. Во Пелагонискиот од -10 до -2, значи ниски температури секаде. Во Скопскиот од -7 до 0, Кумановскиот исто така ќе биде денеска од -10 до -4, Беровскиот од -11 до -5, нешто малце потопло ќе биде во Гевгелискиот регион -4 до 3 и еве во Кавадаречкиот регион Теквишијат од -6 до 1 степен над нулата. Значи ќе имаме релативно студен ден и самата прогноза вели променливо облачно со сончеви периоди, многу студено и ветровито. Во планинските подречја повремено ќе провејува снег, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Значи имаме навистина поларни температури, ниски температури што се однесува до денеска. А за утре прогнозата вели дека исто ќе имаме ниски температури во западните делови од -16 до -7, а во крајните јужни делови Гевгелисиот од -6 до +4. Во Теквишијата слична температура ќе биде и утре од -7 до +1 степен. Интересно, во Пелагонискиот ќе биде до -14, значи битела прилеп за утре од -14 до +2, оние дневните температури и прогнозата гласи повторно слично како денешната, сончево со мала до умерена облачност и многу студено, ќе дува умерен ветер од северен правец. Кога гледам овде прогнозата, почитувани гледачи, за следните 3 дена исто така ќе имаме претежно ниски утрински температури, а веќе дневните помалку ќе се качуваат нагоре, значи некаде таму 26, 27, 28 јануари температурите дневни ќе се качат и до 10 степени. Така да полека и денот се зголемува, но и температурите се надеме дека ќе бидат поблаги и попозитивни. Што се однесува до Автомото Сојузот на Македонија, тие јавуваат дека денеска патните правци се проводни, значи забрана за движење имаме само во пределот на Маврово-Дебар, поради обилни врниши од снег. Значи, од 6 часот наутро се воведува забрана за сообраќај за тешки товарни возила на патниот правец Маврово-Дебар поради обилни врнежи од снег. Од 7 часот на патниот правец Кичево-Гостивар на превој од стража поради снежни врнежи воведена е забрана за движење на тешки моторни возила. Сообраќајот на државните патишта се одвива
po pretežno vlažni kolovozi namjesto su ostatoci od kaša sneg na kolovozite, po intervencija na dežurnite ekipi, znači toj sneg se strgnuva, odnosno se čisti, no se pak sneg vrnevo kriva palanka, Mavrovo i Popova šapka intenzitetot na sobrekajot na patnite pravci nadvod gradskite sredini je umeren, na graničnite premini od makedonska strana nema podolgi zadržuvanja za vles i izlez od državata. AMSM preporačava prilagodena brzina na dviženje, počituvanje na postavenata sobrekajna signalizacije i vnimatelno pravuvanje so motornite vozilo sobeno na patištata kotlinite, rečnite dolini i klisurite kad ima možnost od pojava na odroni. Ovo posebno se odnesova na delnicite Katlanovo Veles, Mavrovo Debar, Struga, Vinica, Berovo i Kočani Delčevo. Sve ušte patnji odpravec Sveti Nikole Miladinovci ne je čist, ne je očisten, ono je odran što pred nekoliko denovi beše padna tamo na taj jedeno delot od patot, tako da vozite vnimatelno vi koji odete i koji vozite na ta delnica Skopje Sveti Nikole, odnosno Štip. Ete, to bija utrinskite servisne informacije, spored aplikacijata što imamo ovdje za vozduhot na Vokavadarci je vuvat odmernata stanica deka vozduh od Vokavarice je delomno zagaden. Zato ako nemate potreba da izliguvate, vi koji ste postari, sedite doma ili ako izlezete stavite maska ili šal, nešto na usta, na nos, da ne bi direktno vdišuvali toj zagaden vozduh. Se nadam reka vtekot na denotke duvne povike, posilin veter i ke go raščisti ta nečistotija. Eve, počitovani gledači, vi sledite emisijata utrinskata programa na radio Glasna Nadešta, adventističko radio koje imitova svojeta programa sekoj den v 8 časov i 30 minuti. Ode mi sega so jedna pesna, da malko se osvežime, a potom se vrakime povtorno v emisiju. Sigurno slatka, Isuse moj, o kakva radost za mene to, dete sam Božjo, sigurno znam, otkupen sokr, roden od zato apela i svedoča, go slavam Isus, cel život svoj. Zato apela i svedoča, go slavam Isus, cel život svoj. Od srce živo mu predava, za nego svega ja živeja. Milost i ljubov mi praća Bog, svakodnevno me ohrabrova. Zato apela i svedoča, go slavam Isus, cel život svoj. Zato apela i svedoča, go slavam Isus, cel život svoj. Odmor vo Isus dobivam ja,
sreća i blaženstvo svekoj čast. Sokrenat pogled očekuva, do njegov presret da poleta. Zato apejam i svedočam, goslavan Isus, cel život svoj. Zato apejam i svedočam, goslavan Isus, cel život svoj. Goslavan Isus, cel život svoj. Еве ни повторно во живо во нашата емисија, почитувани гледачи. Следува рубриката Капки на мудроста и приказна за деца, односно за возрастни. Пред да ги прочитам денешните капки на мудроста што ги приготвив, сакам само да погледам во шемата на нашата гледаност на емисијата од претходната емисија, значи во петок што имавме. Еве според ова карта што Facebook ми ја објавува, сме гледани значи во повеќе региони овде во Македонија, исто така во Германија, тука се незначени кои подрачја, Србија, имаме доста овде според овој податок, Хрватска, Босна Херцеговина, Бугарија, Австрија, Црна Гора, Австралија, Англија. По региони овде исто така ни се назначени, значи во Војводина сме гледани, Централна Србија, Кавадарци исто така покажува најмногу во Македонија, Хесен интересно во Германија, тоа е, имаме цела група на гледачи кои не пратат. Република Српска, тоа е во Босна и Херцеговина, Баден-Витенберг, Ново село и така, Македонија, Ново село секако. Што се однесува до годиштата, односно која категорија на луѓе не следат, интересно, секако младата популација спие сега наутро или тие што се малце повозрасни се на работа. Меѓутоа, од 35 години па до над 65 години таа популација најмногу ја прати ова наша емисија, што и нормално е, бидејќи пензионерите се претежно дома наутро. Ова слика ја покажува значи во моменталната гледаност на 21 во петок кога сме имитувале нашата програма. Еве, од 45 години сме имале 43 мажи и 32 жени. Мислам, од женскиот пол. Од 55 до 64 години ја следеле 29 од машкиот пол и 41 жена, односно од женскиот пол. Така да еве, ви благодарам до вербата, почитувани гледачи, што ја пратите нашата емисија и верам дека еве наоѓате некое задоволство во сите рубрики што ги имитуваме секое утро. Продолжите понатаму, ова емисија се снима и ќе може да ја гледате и понатаму, значи на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Еве денеска приготвив неколку капки на мудроста. Во природата на човекот е да се развие во цвет или коров. Затоа на време првото треба да се полева, а другото да се корне. Знаете што е тоа плевел и што е убав цвет. Жално е кога се има повеќе пари отколку што се има разум. Нажалост, некои добиваат на лото па и полудуваат и не знаат со парите што да работат па прават глупости. Жално е кога се има повеќе пари, добро тоа го кажавме, од успехот до неуспехот има само еден чекор, а од неуспехот до успехот има долг пат. Некои прашања едноставно не заслужуваат одговор. Тоа сме го слушнали од политичарите кога новинарите им постуваат прашања, а тие одговарат на некои прашања, не треба ниту да се одговора. Мирната вода тече длабоко. Сте виделе езеро или некое море или вода која тече полека, но таа тече длабоко, а брзата река е озгора. Значи, кога ќе пуштиме вода или кога е поплава, водата оди озгора и многу брзо тече и носи се пред себе. Големите умови разговараат за идеи, просечните за настани. А безумните
за луѓе. Интересно. Ке повторам. Големите умови разговарат за идеи, просечните за настани, а безумните за луѓе. Значи, тие зборуваат. Вистинскиот карактер се гледа во најтешкото. Вистинскиот карактер се гледа во најтешкото. Оној што зборува за други, на другите им зборува за тебе. Имаш две уши и една уста, затоа слушај дупло повеќе. Еве тоа беа утринските капки на мудроста. Не знам кога сте биле последен пат во клиника на испитување, дали крвта, дали холестерол, дали ова, дали срцето или нешто друго сте испитувале на себе. Па овде имаме една замислена случка. Бев во клиниката на Господ Исус и сакам да ја прераскажем и да ја пренесам ова порака. Ми направи систематски преглед и откри дека сум тешко болен. Кога Господ ми го измери притисокот, видов на мерачот дека нивото на нежност ми е многу ниско. Кога ми ја измери температурата, топломерот покажуваше 40 степени загриженост. Ми направи електрокардиограм и диагнозата беше дека ми е потребен бајпас на љубовта, бидејќи моите артерии со години се затнати со самотија и така моето срце сосема празно. Отидов на ортопедија, зашто не можев да одам до својот брат и не можев да му дадам братска преградка, затоа што на телото сум имал многу фрактури настанати поради завист. Откри дека имам миопија, односно кратковидост, затоа зашто кај соседот не можев да видам ништо друго освен лошите страни. Ми рече дека сум глув. Диагностицираше дека често не го слушам неговиот глас. На крајот на прегледот ми даде едноставни бесплатни совети и рецепти, природни лекови. Напуштајќи клиниката ветив дека ќе ги користам лековите кои ми ги даде. Прво, штом станеш од креветот, испи чаша благодарност. Второ, пред да одиш на работа, земи лажица мир. Трето, секој час голтни по една таблетка трпение и чаша понизност. Четврто, кога ќе се вратиш дома, вбризгај доза на љубов. И пето, и пред да одиш на спиење, земи 2 таблети мирна совест. Не биди депресивен ниту очаен поради она што ќе се случи утре. Секогаш имај нум дека Бог совршено знае што се случува во твојот живот и дека е тој со тебе баш сега на местото каде се наоѓаш и во овој момент во кој живееш. Лековите земај ги редовно, допуштано е понекогаш дозата да се надмине. Еве, тоа беше ова замислена приказна, но многу корисна и да ги користиме тие лекови што овде Исус, односно Бог ни ги нуди, почитувани гледачи, верам дека многу работи ќе бидат разрешени и многу проблеми ќе бидат отстранети во нашиот живот. Еве сега и кратката приказна за деца, односно за нас возрастните. Мамо, зошто плачеш? Таков е насловот на ова наша утринска приказна. Една кратка приказна и во неа животна порака. Вреди да се прочита. Едно момче ја прашала својата мајка: "Мамо, зошто плачеш?" "Затоа што сум жена," одговорила таа. "Не разбирам," рекло момчето. Мајката само го прегрнала и кажала: "Никогаш и нема да разбереш." Подосна го прашал својот татко: "Зошто мама плаче без причина?" Сите жени плачат без причина, било едноставното што таткото можел да му каже. Момчето пораснало, станало маж и се уште се прашувало зошто жените плачат. На крај го повикало Бог. Кога го добил, го прашал: "Боже, зошто жените толку лесно се расплакуваат?" Бог му одговорил: "Кога ја создав жената, мораше да биде посебна и дадов раменици доволно јаки за да ја носат сета тежина на овој свет, а сепак доволно нежна да може да пруже утеха. И дадов внатрешна сила да го поднесе раѓањето и одбивањето кој често пати го добива од своите деца. И дадов цврстина која ја овозможува да оди напред кога сите ќе се откажат и да се грижи за своето семејство во период на болести и неволи без приговор. И дадов чувствителност за да ги сака своите деца без оглед на се, дури ако незиното дете многу ја повредило. И дадов сила да го носи својот маж низ неговите грешки и ја направив од неговото ребро за да го штити
неговото срце и дадов мудрост за да знае дека добриот маж никогаш не би ја повредил својата жена, ама дека повремено ја тестира низината сила и одлучност постојно да биде покрај него. И најпосле дадов солзи за да се исплаче, тоа е само неизино на користење кога и да и затреба. Гледаш, сине мој, убавината не е во облеката која ја носи, во низиното тело или во начинот на кој се чешла. Убавината на жената мора да биде во низините очи, бидејќи тоа е влезот во низиното срце, место каде што е љубовта. Еве, и ова приказна е навистина замислена, но има силна порака за сите нас. И затоа да ги цениме жените, женскиот пол, зашто тие се создадени, како говде што рекол Господ, на посебен начин, со поголема нежност. Нека и денеска и ние бидеме нежни во овој ден кој е пред нас, почитувани гледачи. Одеме сега со уште една песна и ќе се вратиме повторно во нашата програма.
следува рубриката Утринска порака. Денеска ја наоѓаме пораката во посланието до Ефесјаните, 6 глава, 15 стих. Обувките на Евангелието во мировна мисија. Обујте ги нозете во ревноста за Евангелието на мирот. Ние живееме среде вистинска епидемија на злото, пред која стојат стаписани сите загрижени богобојазливи луѓе низ целиот свет. Секој ден донесува нови политички судири, подкупување и измами. Срцата се кинат, слушајќи ги дневните вести со нивните многобројни записи за разновидно зло и беззаконие, за идентифиреност кон човечките страдања, за суровото и нехуманото уништување на човечките животи. Секој ден е сведок за се поголемо лудило, побројни убиства и самоубиства. Кој може да се сомнева во фактот дека сатанските сили работат меѓу луѓето со се позасилена активност, со цел да го пореметат и корумпират разумот и да го оскврнат и уништат телото. И додека светот е преплавен со овие зла, Евангелието толку често се презентира рамнодушно, што остава мощне беззначајен впечаток во совеста или животот на луѓето. На сите страни навидум на човечките битија, чии срца копнеат за нешто што го немаат. Тие копнеат за сила, која ќе им даде победа над гревот, сила која ќе ги ослободи од робството на сатаната, сила која ќе им даде здравје, живот и мир. Евангелието е вест на мир. Христијанството е наука која ако се прими, ако се послуша, шири мир, хармонија и среќа по цел свет. Христовата религија ги соединува во интимно братство сите што ќе го прифатат нејзиното учење. Вистината раѓа Христов мир. Тој е во хармонија со Бога. Светот е во непријателство со Божиот закон. Грешниците се во непријателство со својот Творец и како резултат на тоа тие се во непријателство еден кон друг. Луѓето не можат да создадат мир. Човечките планови за исчистување и издигнување на поединците во општеството не успеваат да создадат мир, затоа што не допираат до срцето. Единствена сила што може да создаде и постојно да го одржува вистинскиот мир е Христовата благодат. Кога таа е всадена во срцето, ќе бидат отстранети лошите склоности што предизвикуваат кавги и несогласија. Лицата на мажите и жените што дат и работат со Бога покажуваат небесен мир. Обкружени се со небесна атмосфера. За овие души почнало Божето царство. Господ наскоро ќе дојде. Зборувајте за тоа, молете се за тоа, верувајте во тоа. Тоа нека стане дел од вашиот живот. Ставите го на себе христијанскиот оклоп и осигурете се дека сте обуени во подготвеност за да благовестите мир. Тоа беше коментарот, почитувани гледачи, на текстот кој го најдовме денеска во посланието до Ефесјаните во 6 глава во 15 стих, каде што Бог не повикува нашите нозе, секако ова е една символика, но многу вредна, да ги обуеме нозете во ревноста на Евангелието на мирот. Затоа што, како овде во воведот што прочитавме, ние живееме во епидемија на зло, каде што сатаната го окупира овој свет, со ова пандемија, односно со овој вирус, со други вируси, со многу други проблеми, со војни, сега постојано слушаме информации измеѓу Русија и Украина, се очекува да тие две страни завојуваат. Навистина ѓаволот го исполнува пророштвото како што е запишено, ќе има во последно време војни, ќе слушате гласови за војни, земјотреси и секакви проблеми, но токму и сега е времето кога ние може да го пренесеме, да го однесеме ова Евангелија, ова радосна вест до оние луѓе кои се уште живеат во духовна темнина, во духовен мрак. Од друга страна, сатаната ќе покуша, почитувани гледачи, да го имитира Христовото доаѓање. Овде пред себе имам еден изведок од книгата Последните настани, во кој пишува: непријателот се подготвува да го прелаже целиот свет со неговата чудотворна сила. Тој ќе се појавува во лик на ангел на светлината во облик на Исус Христос. Ако луѓето сега лесно паѓаат како жртви на заблудата, како ќе се одржат тогаш кога сатаната ќе се појави во лик на Исуса Христа?
koji nema da se pokoleba togaž pоради неговите лажни прикажувања, кои ќе се представува како Христос, иако ќе биде само Сатана во Христов лик, кој навидом ги прави Христовите дела. И знаеме дека денес се повеќе се случуваат, се прават чуда со намера, како Исус што кажал во Евангелието според Матија 24 глава, да се прелажат и верните, оние кои сакат да му служат на Исуса Христа. Сатаната ќе излезе на бојното поле и ќе го представува Христа. Тој погрешно ќе представува, погрешно ќе прима и ќе изопачи се што ќе му биде можно. Силите на темнината ќе се трудат да ги представат последните големи сцени од вселенска драма. Сатаната кој доаѓа како Христос и работи со сета измамничка сила на неправдата, со оние што се поврзале со тајните друштва. Значи, едноставно, почитувани пријатели, живееме токму во тоа време, како и нашиот воведен текст што ни порача утро, да бидеме подготвени, да го носиме Евангелието, да ја носиме она вистина, да луѓето се извлечат од заблудата, зашто се уште има многу луѓе кои денеска живеат во некоја заблуда, мислејќи дека на еден исправен начин му служат на Господа, а всушност тие му служат на сатаната преку таа лажна наука. Еве, тоа беше утринскава порака, почитувани гледачи. Сега ќе одеме да ја видиме рекламата, која ќе не повеќе уште еднаш да еден посебен начин ја изучуваме Библијата по дописен пат во електронска верзија. Да ја видиме рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве неповторно во емисија, во живо, почитувани гледачи. Сакам да ве поздравам сите вас кои во меѓувреме се вклучивте, ја следите ова наша утринска програма. Поздрав до гледачите кои се и надвор од Македонија, секако и они кои се од Македонија. Имаме овде од повеќе градови, гледам според ова статистика, значи во повеќе градови не следат во Македонија, секако тука имаме и села. Во соседна Србија, поздрав до оние кои не гледат во Србија, во Словенија, во Австрија, во Германија, во Австралија, и ете сега да не ги спомнам сите, може ќе испуштам некое место, но сите се добре дојдени во нашата емисија и верувам дека секој наоѓа нешто за себе. Следува сега рубриката за апостолите. Полека ги исцрпуваме тие 12 апостоли, бидејќи имам само 12 луѓе кои биле со Исуса Христа. Денеска еве имаме последниот ученик за кој ќе спомнеме, а во наредните емисии ќе имаме исто така интересни совети, односно рубрики. Денес ќе зборуваме за светиот апостол Матеј. Во традиционалните цркви го нарекуваат светиот Матеј или свети Петар и така натаму. Јас го спомнав тоа име затоа што кај луѓето тој збор е прифатлив, светиот Матеј, иако само Господ е свет, тоа биле останатите добри луѓе кои допринеле нешто за општеството и така натаму. Затоа еве денеска ќе зборуваме за евангелистот Матеј. Тој го напишал и своето Евангелие според Матеј. Првата книга во Новиот Завет е всушност негово дело. Апостол Матеј е син на Алфеј, познат како Леви, живел во галилејскиот град Капернаум. Тој по професија бил цареник и многу богат човек.
Претежно ние, почитувани гледачи, зборуваме за учениците како сиромашни, рибари, немале некој посебна школа, имале занаети и така нато. Меѓутоа, еве овде историјата запишала дека во биографијата на Матеј, дека тој бил мощне богат човек. Значи, Исуса го следат и богати луѓе, и просични луѓе, и сиромашни луѓе, и млади и стари, и женски и машки. Значи, нема тука разлика. На сите луѓе им е потребен Бог, односно Исус Христос. Овој човек, за него е запишено, бил мощне богат човек. Работел на царина. Еднаш за време на својот престој во Капернаум, Господ Исус Христос отишол кон морето, придружуван од народот. Како што минувал, го видел Матеј како седи на царинската маса и му рекол: Матеј, следи ме. Наистина, тој во срцето своје имал вера во Бога. Слушал многу за Исуса, слушал разни информации, разни настани, но сега, едвај очекувал да биде повикан од Исуса Христа. Исус кој ги гледа нашите срца, ги чита нашите мисли, знаел дека Матеј гори за Исуса, меѓутоа очекувал некој да го покани. Затоа во поракава што читавме утрово, и ние да ги обуеме нашите чевли на Евангелието, да носиме радосна вест, да ги повикуваме луѓето да го следат Исуса Христа. Исус му рекол на Матеја: Матеј, следи ме. Кога ги слушнал овие зборови, не само што со ушите и телото, туку и со ушите на срцето, Матеј веднаш станал, оставајќи се, и пошол по Христа. Во својата радост, Матеј подготвил голема почест на својот дом, во својот дом за Исуса Христа. Исус Христос не го одбил. Што Матеј се решил да оди и веднаш го примил во друштво. Многумина неговите соседи, пријатели, познаници дошле кај Матеја, сите собирачи на данок и грешници, и тие седнале на трапезата со Господ Исус. Матеј бил влијателен човек, имал широко друштво, бил цареник, познат во својот крај. И кога слушнале дека тој ја напушта работата, може некој му рекле: Матеј, ти не си нешто во ред. Напушташ таква платена, скапо платена работа. Во тоа време знаеме како и Захеј што бил вработен, имале право 3 до 4 пати да зимат плюс повеќе од она што го наплакале од граѓаните. Таков бил законот, им тоа им го дозволувал. Значи, некој му рекле: ти не си нормален, ја напушиш таа важна работа, одиш таму за некој си човек непознат во негово друштво. Но Матеј знаел што направил, почитувани пријатели. Господ кој ги слушнал таквите нивни збори, им рекол: на здравите не им треба лекар, туку на болните. Јас не дојдов да ги повикам праведните, туку грешниците на покаяние. А пред тоа, знаете што, кога седеле заедно со Матеј, неговите другари, зашто вашиот учител јади и пие со денешниците и грешниците, го оптужувал Исуса зошто се дружи со таква категорија на луѓе, а Исус им вели: јас дојдов да ги спасам токму таквите грешници, затоа што царинарниците биле сметени како најголеми грешници, зашто го подкрадувале на народот. Од тој момент Матеј оставил се и пошол по Господа Исуса Христа како верен ученик кој повеќе не се одвоил од него до неговата смрт. Набрзо потом му било укажена да се вброи во групата во 12 Христови апостоли. Заедно со другите учители, односно ученици, го придржувале учителот Исуса Христа низ сите негови патувања низ Галилеја и Јудеја, слушајќи го неговото божествено учење, гледајќи ги неговите безброј чуда, и понекогаш и самиот Матеј учествувал во нив. Вооружен со чудесна Божја моќ на Господ, тој другите апостоли отишле кај изгубените овци во домот Израилев, го проповедале Евангелието за Царството Божје, лекувајќи болни, прогонувајќи ги демоните од луѓето, ги прочистувале лепрозните и воскреснувале мртви. Тој бил очевидец и сведок на животот на Исуса Христа, на Христовата смрт, на Христовото воскресение и на Христовото вознесение. Значи, тие се три многу важни работи што Матеј ги видел. И тоа му дало уште појака чврста вера да остане до крајот верен на Господа Исуса Христа. Тој бил и во горната соба, кога 12 апостоли го примиле небесниот Свети Дух. Матеј во почетокот останал во Палестина, го проповедал Словото, односно Евангелието, во Иерусалим и во неговата околина заедно со другите апостоли. Но времето
došlo koga bile rasprsnati, progoniti apostolite do Jerusalim, na razni mesta pobegnale, bile jednostavno primorani da zamenят od Jerusalim po другите народи, за да го сообщат Христовото Евангелие на спасение. И при своето заминување, тој отишол во Иерусалим, се позрел со своите браќа и сестри и заминал да го проповеда Евангелието во другите краеви. Го напушил Иерусалим, како што спомнав, и заминал во Сирија, во Персија, во Медија, па некои легенди кажува дека дошол дури и до Македонија. Ова наша Македонија, овој дел и во егејскиот дел на Македонија проповедал и во овие краеви апостол Матеј. Дури отишол и до Етиопија, значи и до тој крај неговите нозе отишле, што се вели, и го проповедал Словото Господово. Матеј бил, како починал, Матеј бил каменуван според едно видување некаде во 60-та година, не од неговиот живот, туку 60-та година после Христа во Етиопија. Некој вела дека бил запален, а трети вела дека бил пресечен со меч. Значи, тоа се три варијанти на неговата смрт, не се знае точно како загинал, но сепак бил убиен без разлика на кој начин. Значи, сите апостоли, тоа го повторам, постојано почитувани гледачи, завршили на еден трагичен начин, освен Јован Богослов. Еве, за Мати се вели дека бил или каменован во Етиопија, или запален неговото тело, односно пресечен со меч. Како е да е, тоа биле верни Божи луѓе, кои по цена на својот живот не отстапувале од таа вистина што ја познавале, туку оделе до крај и својот живот го дале за својот Спасител Господ Исус Христос. Еве, драги гледачи, тоа беше рубриката за апостолите. Од утре ќе имаме некоја нова рубрика, бидејќи ги исцрпевме 12 апостоли, но одиме сега со песна и повторно ќе се вратиме во нашата програма. Sanjali smo mi da dobijemo dar za rođendan, a ni znali nismo da je naš najveći dar već rođen u maloj štalici radi nas. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas.
Evo ne повторно назад во емисија во живо, почитувани гледачи. Поздрав до нашите гледачи во Италија. Имаме поздрав, значи не следат и во Италија. Благодарам. Продолжуваме со нашата рубрика за нашите села, за нашите градови, за нашите водопади во Македонија. Денеска ќе ви прочитам, ќе ви пренесам неколку информации за селото Бучим. Може би не сте го слушнале, може би сте слушнале. Интересно, ова село се наоѓа во општина Радовиш, во околината на градот Радовиш. Името на селото првпат се сретнува во историските документи како Бучим некаде во 16 век, поточно во 1573 година. Се претпоставува дека Бучин, што означува долг рид или пак од бука, придавско образование, овде пишува Буче, значи едноставно од тие зборови потекнува името Бучим или Бучин во некој извештаи. Селото се наоѓа на крајната западна страна на територијата на општина Радовиш, сместено во областа Јуруклак, а во истоменото рударско подрече за експлоатација на бакар. Селото е ридско, сместено на надморска височина од 670 метри. Од градот Радовиш Бучим е оддалечено 15 километри. До селото води асфалтен пат. Што се однесува до климата, овој регион се одликува со високи температури како карактеристика за овој дел од Средоземјето. Има, значи, жешка клима. Според податоците од мрежата на метеоролошки станици, просечната годишна температура на ова подрече изнесува 12,8 степени. Според бројните археолошки наоѓалишта во близина селото може да се потврди дека во атерот на селото постоел живот уште во дамнина. Атарот на селото зафаќа простор од 18,3 километри квадратни, при што превладуваат пасиштата со површина, сега овде се назначени колку хектари, тоа не е важно, луѓето живеат претежно од сточарство и рударство. Во земјоделство секако во селото работи и продавница. Во близина на Бучим се наоѓа рудникот за бакар, се наоѓа, значи, тука во непосредна близина на Бучим, на јужниот обод на планината Плачковица. Територијално и административно рудникот припаѓа на општина Радовиш и се наоѓа на 12 километри од градот Радовиш. Рудникот Бучим се наоѓа во централно-источна Македонија на средна надморска височина од 620 метри. За самиот рудник и за околината околу рудникот се направени многобројни истражувања. Едно од тие истражувања е направено за влијанието на рудникот врз почвите во неговата околина, при што одредена е погуста мрежа на мерни места. Земени се примеруци од површинската почва од 25 лежишта во пошироката околина на рудникот и флотацијата за бакар Бучим. Целта на ова истражување е анализата на тешки метали во примеруци од почвата. Секако има и влијание, кај што има рудници, различни рудници, има и проблем со воздухот, со почвата, еве и во овој дел на оваа село. Очигледно, таа експлоатација на бакар придонесува да се загади почвата. Овде сега имам состав на населението, во кој се вели дека во селото живеат турци од групата јуруци. Селото во 1961 година броело 192 жители, а во 1994 година бројот се зголемил на 337 жители турско население. Овде имам и она шема како, значи, бројот растел или се намалувал. Еве некаде имаме 1971 година има најмалку жители, тоа се некаде 198, 61 е 192, а во последниот попис 2002 година во селото живееле 320 жители. Сега од новиот попис немаме се уште резултати. Има училиште, основно училиште, односно петогодишно основно училиште во селото, а во другите класови одат во Радовиш. Ете, се запознавме во утро, почитувани гледачи, со селото Бучим, кој се наоѓа на некаде 15 на километри од Радовиш, меѓутоа познато е тоа село по
rudnik od koji се наоѓа во непосредна близина. Следува рубриката Здрави рецепти, совети за здравјето. Во последната емисија зборувавме за придобивките од маслото од ленено семе и денеска може само да повторам накратко, бидејќи полека времето ни поминува за емисијата. Значи, да го користиме лененото масло е многу хранливо и здраво. Кои се придобивките? Прво, го намалува холестеролот. Второ, помага во борбата против рак. Трето, лекување на атоличен дерматитис. Понатаму, намалување на ризикот од диабетес. Може да најдете многу совети, почитувани гледачи, за корисноста и за која вредноста за користење од лененото семе. Така да може овде сега да ви прочитам како се користи, лесно е и значи можете во манџа, можете во салати, а можете и директно да го пиете наутро за потребите на вашето здравје. Еве неколку рецепти да споделам сега при крајот на ова рубрика. Млеко од сусам. Потребно е 60 до 70 грама сусам, 2 чаши вода, 1 банана. Како се подготвува? Претходно сусамот се меле во прав и така сомелениот сусам се става во блендер. Се додава водата, па бананата и сето треба да се микса. Едноставно е, лесно е, меѓутоа многу е здраво, многу е корисно и ефтино е. Сусамот се наоѓа во продавница, на пазар, значи може да го најдете во секоја продавница за здрава храна и пробајте го. Ке видите колку е убаво за пиење, да го можеби замените на животинското млеко што се продава во продавница. Еве млеко од бадем. Потребно е 50 грама бадеми. Секако количеството на бадемите се зголемува ако сакате да направите повеќе литри. 1 банана, повторно, ставате мед по желба и пола литар вода. Како се подготвува? Претходно бадемот се меле во прав и така сомелениот бадем се става во блендер, се додава бананата, водата, медот и сето тоа се микса 2-3 минути. Значи слично како и млекото од сусам. Понатаму еве уште еден предлог, ерокрем од ленено семе. Вие кои сакате здрав ерокрем, не оној од продавница кој е 90% само шекер, овој може да го направите вие дома. Потребно е 2 до 3 лажици ленено семе. Еве, овде сега доаѓа до изражај и лененото семе. Малку вода, мед по желба. Како се сега тоа подготвува? Лененото семе се мели во прав, на мелница секако, и се додава малку вода за да се добие смеса за мачкање. Се засладува по желба, се мачка на интегрален леп. Верувам дека ќе ги испробате овие рецепти, почитувани гледачи, и со апетит ќе ги користите, односно ќе го конзумирате ова што ќе го направите. Утре ќе следуват нови рецепти, но затоа потоа. Одеме сега со уште една песна и ќе се вратиме да ја проследиме последната рубрика во нашата утринска емисија. Ja ne
su sagriješile i u svojoj neposlušnosti su zavrijedile i trud, ali milost Božja prašta, znam da vidjet ću ga ja, svoje ruke dvije u Božje stavit ću. Postoji jedan bolji svijet, tamo iznad mora svi, gdje ću naći ruke te probodene. Tada ići ću kroz grad, šetati ulicama ti, svoje ruke dvije u Božje stavit ću. Postoji jedan bolji svijet, tamo iznad mora svi, gdje ću naći ruke te probodene. Tada ići ću kroz grad, šetati ulicama ti, svoje ruke dvije u Božje stavit ću. Svoje ruke dvije u Božje stavit ću. Во рубриката Археологијата ја потврдува Библијата, денеска сакам да ви пренесам неколку интересни податоци, почитувани гледачи, за Ханан и Филистеја. Последните години Ханан посебно е осветлен со искупувањата на најголемите градови како што се Асор, најголем ханански град во Израел. Современите искупувања открили дека тврдината што се простирала на повеќе од 80 хектари веќе пишаните извори покажуваат дека тој бил најјугозападен град во меѓународниот трговски систем што се простирал од Иран до Средоземното море и во кој бил вклучени градовите како што се Вавилон, Мари и Катна. Овој град се споменува во астролошките и географските пописи во вавилонските и во мирните и во стенатите текстови. На самото место до сега се најдени 16 документи од административни писма до судски записи. Најновото откритие од 2010 година е мал дел од еден законник најден на површината. Овие записи ја потврдуваат централната и значајната улога што имал Асор во геополитичката клима на Ханан во бронзевиот период. Значи, еве, археологијата потврдува за ова подрече за Ханан или Канан. Ние нарекуваме хананска земја. Значи, археолозите пронашле доста податоци и докази дека тоа место и тие градови постоеле. Еве неколку зборови да кажем и за Филистеја. Филистејските градови Азот, Аскалон, Екрон и Гат интензивно се искупувани. Тамо е откриена софистицирана култура на архитектурата и уметноста и технологијата. Во 1996 година во Екрон е најден надпис кој го содржи династичкиот редослед на петмина цареви, вклучувајќи го Ахиса, синот на Падие, кој владел со Екрон се до уништувањето на градот од страна на Наводоносор. Украсената гранчарија со егиски стил и елегантно дотерената архитектура и технологија во овие градови покажа дека филистејците биле елита во стариот Ханан. Еве, толку за археологијата денеска, но доста силни аргументи кои ја потврдуваат, почитувани гледачи, веродостојноста на Библијата. Знаеме за Филистеја, филистејската земја,
Poznat je slučaj со Самсон и жената филистејка, за лавот што тој го убил, за куќата која срушил, стотици илјадници луѓе Самсон убил од страна на филистејци. Значи, она што е запишено во книгата до судиите, еве археологијата ни го потврдува. И пред да се одјавиме денеска за ова наша утринска емисија, почитувани гледачи, сакам да завршам со еден краток пример кој се вика вистинска љубов. Едно момче и една девојка се заљубиле еден во друг, но низините родители не ѝ дозволувале да продолжи да се гледа со него, бидејќи тој бил сиромашен, а таа била од богато семејство. Тие сепак со текот на времето сватиле дека тој е добар човек и дека е во ред да се гледа со нивната ќерка. За жал се појавил еден проблем. Тој бил војник и во моментот кога избила војна морал да оди надвор од својата земја на една година. Една недела пред да замине, тој клекнал на колена и кажал на својата девојка дека ја сака и дека би сакал таа да го чека. Се договориле да направат свадба што ще врати, значи кој ќе се врати од војната, да направат свадба и да се земат. Но се случила голема трагедија. Таа доживеала тешка собрекајна несреќа. Кога се разбудила во болница, ги издогледала низините родители како плачат покрај неа. Знаела дека нешто не е во ред. Таа доживела тешка повреда на мозокот поради што нервите на едната страна на лицето претрпеле оштетување. Лицето ѝ било уништено. Кога се видела во огледало, почнала да плаче, извикувајќи: "Изгледам како чудовиште, јас не сум повеќе убава." Мислила дека таква нема повеќе да му се допаѓа на својот вереник, па затоа одлучила да не му се јавува. Тој и пишувал година дена. Тој постојано пишувал писма, но таа повеќе не му возвраќала после несреќата. По една година мајка ја известила дека тој се вратил, но девојката ја молела да не му дозволи да ја види. Тогаш мајка ѝ неочекувано ѝ рекла: "Тој се жени." Се слушна вест во местото дека тој се жени. Иако не сакала да го види, девојката го сакала со целото своје срце и ова вест многу ја погодила. Ја погледнала поканата и се изненадила кога видела дека на неа стои нејзиното име. Со неверување гледала во поканата кога момчето влегло низ вратата со цвеќе во рацете. Тој клекнал пред неа и рекол: "Омажи се за мене." Таа го прекрела лицето со своите раце, велејќи му: "Не гледај ме, сега не сум убава." Тој само и рекол: "Мајка ти ми прати твои фотографии, ја знам како изгледаш, те сакам многу." Еве, тоа е навистина вистинска љубов. Надворешноста поминува, убавината поминува, телото се менува, но карактерот останува до века. Еве, почитувани гледачи, ми беше задоволство што можешме да се дружиме и денеска во ова наша утринска емисија. Ви посакувам да имате убав ден, да бидете благословени од Господа, чувајте се, бидете одговорни и ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, утре наутро во 8 часот и 30 минути, а до тогаш довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.